Во посета на Македонија за прв пат престојува висок државен функционер на Индија. Министерката за надворешни работи на оваа голема држава Пренит Кор денес оствари средба со шефот на македонската дипломатија Никола Поповски. На средбата било разговарано за продлабочување на соработката во повеќе полиња, а приоритет ќе и се даде на економската соработка, истакна Поповски. Приоритет во односите меѓу двете земји во престојниот период е унапредување на економската соработка, јакнење на трговската размена и иницирање на натомошно зголемување на индиски инвестиции во Македонија. Поповски истакна дека посетата на министерката Кор, која што е придружувана од бројна бизнис делегација, е резултат на разговорите кои што ги водел премиерот Никола Груевски пред неколку месеци. Инаку Стопанската комора, Сојузот на стопански комори и Стопанската комора на Северозападна Македонија потпишаа неколку меморандуми со Конфедерацијата на индиската индустрија, која што е врвна бизнис асоциација. Министерката Кор по средбата изрази задоволство од престојот во Македонија. Мајка Тереза е една уникатна врска меѓу нашите народи и земји која што не сближува, и исто така постојат и многу други историски врски меѓу нашите две земји. Имав можност да видам делови од вашата земја вчера кога патував од Охрид до Скопје. Убавината на вашата земја е величенствена и сигурна сум дека постои голем потенцијал за туризам меѓу Индија и Македонија. Шефицата на индиската дипломатија посочи дека пред неколку месеци премиерот Груевски ја истакнал заинтересираноста за привлекување на странски инвестиции и пристигнувањето на бизнис делегацијата е реакција на таа посета. High-level Indian business delegation. Висока индиска бизнис делегација посети Македонија овој месец и направи широко истражување на можностите кои што ова земја ги нуди. Интересот кој што беше побуден кај високата индиска бизнис делегација беше организиран и нивната посета беше организирана од Конфедерацијата на индиската индустрија, која што е индиската врвна бизнис асоциација. Нивни представници ме придружуваат денеска во Македонија. Исто така би сакал да напоменам дека беше потпишан меморандум за разбирање помеѓу Конфедерацијата на индиските индустрии и Трговската комора на Македонија и Стопанската комора на Северозападна Македонија. Кор изрази благодарност и за тоа што Македонија ја поддржува кандидатурата на Индија во Советот за безбедност при Обединетите нации. Инаку минатиот месец во посета на Македонија престојуваше најбогатиот индиец Субрат Рој, кој што посочи дека е дојден за започнување на голем бизнис. Неколку недели подоцна во Македонија пристигна и неговата сопруга. Инаку Македонија во Индија има отворена амбасада во 2008 година, а наскоро се очекува оваа голема држава да отвори своја амбасада во Скопје.